Иако жртвите на семејно насилство од Полошкиот регион почесто се охрабруваат да пријават, сепак во понатамошната постапка отежнат им е пристапот до специјализирани услуги. Според анализите на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, има само еден советувалишен центар раководен од ресорното министерство, додека второто советувалиште е само проект на граѓанска организација, но не е финансиски одржливо. Генералниот заклучок на анализата е дека за полошките општини, иако имаат законска обврска, во овој момент насилството врз жените и семејното насилство не е приоритет. Полошкиот регион нема шелтер центар, односно за солниште. Полошкиот регион нема кризен центар за интервентно сместување. Нема национална линија, SOS линија која што ќе може да функционира 24 часа достапна на сите јазици кои што се зборуваат на територија на нашата држава. Има само центар за упатување на жртви на сексуално насилство кој што се во склоп на болницата, општата болница во Тетово и кој што во овој момент бројките се минимални кои што ги покажуваат во однос на тоа колку жени имаат услужено и девојки. Поради фактот дека нема за солниште, социјалните служби се принудени жртвите кои имаат таква потреба да ги сместат во шелтер центрите во другите градови. Недозволиво е да цел овој регион, малтене цела западна Македонија, освен Охрид, да нема шелтер центар, да нема барем некаква форма на интервентно привремено згрижување, да не кажем за 24 или 48 часа. Ние во нашата практика, кога имаме потреба, ги користиме шелтер центрите од другите градови во држава. Во 2020 и 2021 година во Тетовскиот центар за социјална работа се пријавени 105 случаи на семејно насилство, додека во Гостиварскиот 58. Во 2020 во СВР Тетово биле регистрирани 96 кривични дела од областа на семејното насилство, од кои 74 во Тетовско, 22 во Гостиварско.